Вонбрачниот син на норвешката принцеза може да добие и 10-годишна казна затвор за пецелување, физичко и психичко малтретирање, но и низ други помали прекршоци. Татко му бил криминалец кој бил во затвор кога се родил, а и на 28 години синот на принцезата не сакал да работи и живеел на грбот на норвешкото семејство. Ретко кој ги знае членовите на норвешкото кралско семејство. Но сега во фокусот на јавноста е вонбрачниот син на принцезата Мете Марит, сопруга на принцот кој ќе го наследи норвешкиот трон. Нејзиниот син нема никаква кралска титула, туку се истакнува со проблематичното однесување. 28 годишниот Мариус Борка Хојби ќе треба да одговара за 32 криминални дела, вклучувајќи силување и семено насилство. Иако норвешкото кралско семејство пробува да се дистанцира од него, голема е веројатноста дека поради неговите скандали ќе настрада и нивната репутација. Петата сезона на серијата Емили во Париз се снима во Венеција, а на сетот веќе се забележани Лили Колинс, Ешли Парк, Еудженио Франческини и Пол Форман. Venice Insider Guide објави дека за серијата се бараат 500 статисти и ги соопшти условите. Netflix има многу специфични физички барања, а тие се добро негувано и привлечно тело, големина на облека за жени, италијански број 38 до 42, односно европски број 34 до 38, големина на облека за мажи, италијански број 46 до 52, односно европски број од 42 до 48. Сите заинтересирани може да се пријават така што ќе испратат фотографија од половина тело и телефонски број на имејл адресата за кастинг на Емили во Париз во Венеција. Рокот за пријавување е до 20 август на полноќ. Совет е да се испратат повеќе фотографии, меѓу кои и една од цело тело, како и крупен план, бидејќи тоа може да ги зголеми шансите. Не е на одмет да се додаде и кратка биографија во која ќе се наведат глумачки искуства, доколку ги има. Според гласините, клучната сцена од сезоната ќе вклучува вистинска модна ревија во Венеција, па затоа условите се толку специфични. Датумите на снимање се до 25 август 2025 година. Столе Попов е роден на 20 август 1950 година во Скопје. Тој е еден од најзначајните македонски филмски режисери. Во 1973 година дипломира филмска режија на Факултетот за драмски уметности во Белград во класата на професорот Радош Новаковиќ. Во текот на студирањето има снимено 10 краткометражни студентски филмови. Во периодот од 1974 до 1978 година Попов имал статус на слободен филмски работник. Од 78 до 88 година работел како режисер во Вартер филм, а од 85 до 86 година ја вршел должноста на директор на филмска куќа. Од 1989 година Попов работи како професор по филмска режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Исто така, тој бил еден од основачите на приватното претпријатие за производство на филмови Триангл. Од 1999 година Попов е член на Европската филмска академија. Својата филмска кариера Столе Попов ја започнал со документарниот филм. По своите најзначени документарни филмови, тој го снима својот прв игран филм Црвениот коњ, работен според истоимениот роман на современиот македонски писател Ташко Ѓорѓиевски. Покрај бројните документарни филмови, вклучувајќи и неколку интересни музички и рекламни спотови, Столе Попов досега има снимено неколку играни филмови, од кои секој го привлекол вниманието како на стручната филмска критика, така и на публиката воопшто. За своите филмови тој бил добитник на повеќе релевантни светски и југословенски филмски награди. Наедно за неколку своји филмови, како документарни, така и играни, Попов бил номиниран и за најпрестижната светска филмска награда Оскар.
Опериската пејачка Миланка Новеска Густавсон, која живее во Шведска, ќе одржи 2 концерти во Македонија. Во родниот Охрид Новеска ќе пее заедно со нејзината колешка сопранот Тина Ристевска во црквата Света Софија утре од 20 часот. Во Скопје таа ќе одржи концерт на 25 август во салон 1919 во 19 часот и 19 минути. Охрид е мојот корен, а Света Софија е голема инспирација. Јас не само што пеам, туку и живеам преку музиката. Чувството да ја сподела мојата уметност со публиката во тој свет простор е дар и обврска, да ја пренесам убавината, тагата, радоста и надежта кој музиката ги носи во себе. Заедно со сопранот Тина Ристевска и пианистката Ана Велиновска ќе настапиме на 2 концерти во Скопје и во Охрид, изјави Новеска. Концептот ни е музички времеплов и ќе имаме дела на репертоарот од различни епоки, додава оперската пејачка. Да концертите ќе има дела од Моцарт, Хендел, Вивалди, Пучини, Росини, Зографски, Белини, Офенбах и други композитори. Концертот е насловен Времеплов. Во родниот Охрид Новеска доаѓа по 1 година пауза.